Го започнуваме најновото издание на регионалните вести. Евроамбасадорот Самуил Жбогар денес беше во официјална посета на општина Гостивар. На средбата со градоначалникот разговарале за проекти финансирани од Европската Унија, како и за актуелните случувања во општината. Амбасадорот на Европската Унија во Македонија Самуил Жбогар денес беше во официјална посета на општина Гостивар, каде оствари средба со градоначалникот Арбен Таравари. Како што рекоа на заедничкиот прес, на едночасовната средба во кабинетот се разговарало за проекти кои се реализираат на гостиварското подрачје со финансиска поддршка на ЕУ, нови можности за користење на европските фондови, актуелните случувања во општината и друго. Ни беа предочени дека во иднина ќе постојат проекти за кои што ние како општина во соработка со другите општини, посебно од Република Албанија и од Република Косово, кои што се однесуваат за меѓугранична соработка, може да конкурираме и се надевам ќе го конкурираме. Исто така зборевме за еден проект кој што е од Светска банка, и тоа е за патиштата во селата Падалиште и Трнова, кои што се земени како грантови од Светска банка, меѓутоа се финансира од Европската Унија. It's actually my honor to be here today. I'm very happy to be here today in Gostivar. Чест ми е што сум денес во Гостивар. Имавме пријателска средба со градоначалникот со кого се познавам и од порано. Разговаравме за проектите кои овде се имплементирале во минатото, но исто така и за проекти кои би можеле да се имплементираат во иднина. Гостивар како општина може да има многу придобивки, затоа што самата Европска Унија нуди можности за кои Гостивар може да аплицира. Во врска со недонесувањето на буџетот на општината за 2018 година, Жбогар изрази надеж дека проблемот ќе биде надминат и општината ќе може непречено да работи и реализира проекти во интерес на граѓаните. Се надевам дека утре буџетот ќе биде усвоен. Мислам дека не е добро кога политиката прави обструкции на интересите на граѓаните. Граѓаните сакаат општината да се развива и сакаат да видат реализација на проекти, нови градинки и слично. Официјалниот дел од посетата на општина Гостивар евроамбасадорот Жбогар го заокружи со потпишување на меморандум за соработка со организацијата Метаморфозис за спроведување на проект на гостиварското подрачје. На пресконференцијата во Гостивар евроамбасадорот Жбогар одговараше на новинарски прашања и даде свој став во врска со законот за јазици и преговорите на Република Македонија со Грција за името. Inter-ethnic relations needs to be... Јас разбирам дека законот за употреба на јазици е многу важен закон за тие самите и албанците тоа го гледаат како последниот чекор, последниот закон кој што произлегува од Охридскиот рамковен договор. За самите албанци овој закон е многу важен затоа што со усвојувањето на овој закон тие се чувствуваат ценети, тие се чувствуваат прифатени во самото општество и во самата земја. Да, ние како Европска Унија одблиску го следевме усвојувањето на законот за употреба на јазиците. Ние се надеваме дека овој закон ќе биде пратен до Венецијанската комисија, како што прочен беше веќе наведено во планот на владата 369. Ние се надеваме дека овој закон ќе почне со имплементација со целосно почитување на европските стандарди како и европските добри практики. Ние исто така очекуваме дека имплементацијата на овој закон која ќе почне, ќе биде во близок диалог со сите чинители во самото општество, вклучувајќи го и мнозинството, значи мнозинската заедница. Ние исто така се надеваме дека законот за употреба на јазиците ќе стапи во сила наскоро, за да може потоа самото собрание и впрочем самата влада да може да се фокусираат на реформската агенда, која што впрочем во овој момент би требало да биде приоритет. Тоа се што можам да коментирам или да кажам во релација со законот за јазици што се однесува на говорот на омраза, кое што го спомнавте. Таков говор на омраза во било кое општество или во било која ситуација
е неприфатливо. Мислам дека самите пратеници во Собранието на Република Македонија имаат одговорности, како што имаат одговорности и сите други чинители во самото општество. I think negotiations are going well. Така да ние не очекуваме дека самата промена на форматот на преговорите би придонело кон постигнување на договор или решение за прашањето за името. Мислам дека тоа е решение и одлука која што ја носат двете страни инволвирани во ова прашање да продолжат. Мислам дека тие се одлучни да продолжат со преговорите за името под покровителство на Обединетите нации. Тука Европската унија се разбира да даде својата поддршка за изнаоѓање на решение. Ние како ЕУ ги охрабруваме двете страни да дојдат до решение или договор што е можно поскоро. Исто така ние гледаме дека двете страни гледат сега во овој момент гледаат можност за постигнување на договор за решавање на прашањето за името и мислам како што веќе беше впрочем наведено од страна председател на Европската комисија Јункер при посета на Република Македонија многу јасно кажа дека Европската унија ќе продолжи со одигрување на ова улога да ги поддржи двете страни. Денес се одбележуваат 75 години од формирањето на Комунистичката партија на Македонија. По тој повод во спомен куќата во Тетово, каде е формиран Централниот комитет на партијата, се одржа свечен собир. Денешниот датум е забележан во историјата како ден кога во Тетово е формирана Комунистичката партија во Македонија. Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија е формиран на 19 март во 1943 година во куќата на семејството Јовановци во населбата Двабреста, што денес е музеј. На свечен собир, денес во оваа спомен куќа, беше прославена 75 годишнината од овој настан. Букети свежо цвеќе во чест на Јосип Броз Тито положија представници на повеќе организации, политички партии, здруженија и граѓани почитувачи. Денес славиме 75 години од формирањето на Комунистичката партија. Оваа прослава, да речем, ја организираме заедно со Музејот на Тетовскиот крај, значи Сојузот на борци, општинската организација на Сојуз на борци од Тетово, во соработка со музејот, го славиме овој голем јубилеј. По тој повод имавме делегации, присутни гости. Ни беше председателот на главниот одбор на Сојузот на борци од Македонија, другарот Никола Стојановски, потоа подпредседателот Борко Зафировски, како и делегации на општинските сојузи на борци од Гостивар, Прилеп, од Битола, од Ѓорче Петров, од Скопје повторно, општинска организација и така. Што би кажале за овој голем јубилеј или овој празник? Па формирањето на Комунистичката партија е еден светол историски настан, затоа што дотогаш постоеше само покраински комитет, немаше формирана Комунистичка партија. Сега веќе со формирањето на Комунистичката партија и формирањето на незиниот прв централен комитет се создадоа услови на територија на Македонија да се разгори народно-ослободителната антифашистичка и вооружена борба, да се формираат поголеми воено-оперативни единици на целата територија, а со самото тоа да се создадат услови за конечно ослободување на Македонија. Овие предзнаци ќе доведат и до формирање на македонска држава, а тоа ќе биде со одлуката од второто заседание на АСНОМ одржано во манастирот Прохорпчински во Прохорпчински, близу до Куманово. Со самото тоа се создаде буквално и македонска држава. На денешното одбележување на годишнината од формирањето на Комунистичката партија на Македонија присуствуваа и ученици од неколку основни училишта од Тетово. Вардар кај Раутинце пак се излија и ја поплави земјоделската површина. Жителите бараат помош од властите за заштита од евентуално нови поплави, откако метеоролозите најавија нови врнежи од дожд. Раутинце повторно е под вода. Вардар за неполни 2 недели пак се излија и ги поплави земјоделските површини. Мештаните веќе немаат надеж дека годинава нивите ќе може да ги обработуваат и да се повлече водата. Пролетната сеидба не ќе може да се изврши, затоа што земјоделската површина тоне во тиња. Велат дека откако го затворија комбинатот Југохром едва и преживуваат со обработката на нивите, кои годинава поплавите им ги проголта. Покрај Југохром што го затворија, се екзистираше земјоделието, меѓутоа сега и тоа е голем
знак прашалник затоа што ете на дојдените води, пак и малу поголеми обилни врнежи и дожд, полето е катастрофа, значи негде околу 70 до 80% е поплавеност, се е под вода, а тамо најмалку месец до 2 не може да се влезе. Нема екзистенција. Треба оно што се посадило да може да се реализира, да се продаде, да. Жителите се разочарани што досега властите воопшто не понудиле помош за настраданите од поплавите, ниту пак покажале интерес за регулација на коритото на реката Вардар. До сега нема никој дојдено. Апел би упатил до државата или до власта во државата, барем да дојде една утеха да им даде на луѓето. Инаке штета трпимо скоро од 1951 година. Се работа за релативно мала сума за една држава што треба да направи проектот од Ротинце до Сиричино, тоа са 7 милиона евра. Тоа са 3 дена данок што се собира Гостивар и Тетово. За 3 дена данок треба државата да ложи и да бидеме рад. Деновиве можни се нови изливања на Вардар во општина Егуновце, чиј водостој ќе се зголеми поради врнежите од дожд кои ги најавија метеоролозите. Министерот за здравство Венко Филипче при вчерашната посета на Тетовската клиничка болница најави отворање на нови 3 оделенија и решавање на проблемите со недостиг на медицински персонал. Неврохирургија, итна медицинска помош и травматологија се новите оделенија кои ќе работат во склоп на клиничката болница во Тетово, најави министерот за здравство Венко Филипче. Тој ја посети Тетовската болница. Истакна дека во оваа, како и во останатите здравствени установи, недостига медицински персонал, проблем за кој понуди решение. Значи, тргнуваат следнава недела комисии формирани од Министерството за здравство, кои што ќе ги испитаат дејностите и условите во кои што дел од струките функционираат. Врз основа на тие проверки и анализи ние точно ќе дефинираме која специјалност како ќе функционира во овој регион. Тие анализи ние ќе примеме соодветен број на кадар и доктори и среден медицински персонал. Министерот Филипче ги посети амбулантите во Брвеница, Јеловијан и Урвич, каде нема медицински персонал за давање на здравствени услуги. Рече дека во овие амбуланти ќе се вработат доктори како и во сите рурални општини, а таму каде нема да може да се најде медицински персонал, ќе функционира патронажна служба која ќе биде унапредена со стручна и финансиска помош. Таму каде што нема доктори, ќе го подобриме патронажниот сервис. Го евалуиравме точно бројот на невработени медицински сестри и друг медицински персонал низ целата земја и тоа по општини. Планираме да ги селектираме тие што се заинтересирани, да ги соодветно тренираме, пружиме едукација заедно со USAID агенцијата која што работи во рамките на американската помош во Македонија, имплементирање на нов модул на Paramedics, а тоа ќе биде еден сервис кој што ќе им биде достапен на граѓаните во нивните домови како надградба на сегашниот систем постоечки на патронажниот сервис, кој што би се проширил не само за трудниците и доилките, туку и за постари луѓе и за некој дел од медицинските услуги кои што може да се пружаат во домашни услови, со што би се намалил притисокот кон болниците таму каде што доктори навистина недостасуваат. Министерот најави решавање на проблемот со недостиг на лекови на државен трошок во втората половина од месецот. Изјави дека во тек се разговори оптимални решенија меѓу Фондот за здравство и аптеките, кои најверојатно ќе ги добиваат парите порано, со цел надменување на овој долгогодишен проблем. Полицијата вчера трагаше по 10-годишно дете од Гостивар, за кој подоцна мајката јавила дека се вратило дома. Минатата година во СВР Тетово пријавени се вкупно 62 исчезнати лица, од кои едно се уште не е пронајдено. Вчера полицијата трагаше по 10-годишно дете од Гостивар, за кое подоцна мајката јавила дека се вратило дома. Како што соопшти СВР Тетово, вчера во 21 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар, 36-годишна мајка пријавила дека истиот ден околу 11 часот од домот во непознат правец се оддалечил нејзиниот 10-годишен син. Подоцна околу 23 часот, гостиварката пријавила дека синот се вратил дома и дека според неговото кажување, наводно се шетал со другари низ Гостивар, дека од никого не бил насилно задржан, ниту малтретиран, ниту злоупотребен.
Ова е само едно од низата пријавени исчезнувања кои се случиле годинава. Во првите 2 месеци од 2018 година бројот на пријавени изнесува 18 и сите се пронајдени, претежно во текот на февруари, а најмногу станува збор за пријавени планинари и скијачи. Минатата година во секторот за внатрешни работи Тетово како исчезнати пријавени се вкупно 62 лица, од кои 25 машки и 37 женски. Од нив со исклучок на едно лице кое се уште се бара, сите други се пронајдени. Меѓу пријавените лани 20 биле малолетници, 16 женски и 4 машки, во најголем број од поширокото полошко подрчје, додека 3 се од скопските простори. Според портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски, најчести причини за оддалечување од домот, кое ако потрае подолго се евидентира како исчезнување, се тајни љубовни врски на малолетни женски лица, кои без знаење на нивните родители и најблиски заминуваат кај повозрасни партнери, со кои претходно оствариле врска, а по известно време самите се враќаат или тоа го чинат соодветните служби на секторот за внатрешни работи Тетово. Повозрасните пак ги напуштаат домовите поради семејни недоразбирања, пред се со родителите, а највозрасните најчесто поради психички растројства или други болести, склероза, заталкување и слично. Доколку пријавувањето е побрзо, поголема е можноста за ефикасно лоцирање и пронаоѓање на лицата, а зашто со повеќе информации треба да партиципираат оние кои го пријавиле оддалечувањето или нивни блиски, пријатели, познаници и така натаму, потенцира портпаролот Јосифовски. Нападнат 50 годишен гостиварец на неговото работно место. Со метален боксирач го удирале и побегнале. Следува денешниот полициски билтен. Вчера вечер околу 21 часот и 30 минути 50 годишниот РК од гостиварското село Сенокосе пријавил дека дента околу 14 часот и 20 минути во објектот во кој работел влегле 22 годишниот НХ и 23 годишниот ВХ од Градец и покусата вербална расправија со него го испрскале со спреј во лицето, а потоа со метален боксирач неколку пати го удриле по главата, му нанеле видливи повреди и веднаш го напуштиле објектот. Од удирањето РК паднал на подот, а кога се обидел да стане повторно бил испрскан со спреј во очите, информира СВР Тетово. Двајцата напаѓачи набрзо се пронајдени лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар за натамошно расчистување на случајот, пошто ќе се соочат со поднесок. Цената на бензините останува непроменета. Дизелот и екстра лесното масло за домаќинство поевтинуваат за половина денар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Во просек малопродажните цени на нафтените деривати се намалуваат за 0,75% како резултат на пониската цена на суровата нафта на светските берзи. Новата цена на дизелот изнесува 57,5 денари, а на маслото за домаќинство 46 денари. Со нешто пониска цена ќе биде и мазутот, односно 27,636 денари за килограм. Ситуацијата во поплавените подрачја во Хрватска е алармантна, па така кај Јасеновац реката Сава достигна највисоко ниво досега од 917 сантиметри и историски рекорд за 10 сантиметри е повисока од досегашниот максимум забележан во 1970 година. На тоа подрачје престојуваат 111 војници кои градат насипи, а максимумот се очекува утре. Се преземаат превентивни мерки за да се спречи сценариото од 2014 година, кога беа поплавени многу куќи. Гласачите на Русија повторно го избра Владимир Путин за председател. Путин е подготвен да го започне својот нов 6-годишен мандат како лидер на Русија со повеќе од 76% од гласовите. Тој е на оваа функција веќе 18 години. Синоќа Путин им се обрати на илјадници луѓе на плоштадот Манежјана во близина на Кремљ. Путин се соочи со 7 против кандидати кои го предводеа целиот спектар од екстремно десничарски, популистички кон екстремно комунистички левичари, но немаше реална закана од кој бил од нив.
Cambridge Analytica, британска фирма за анализа на податоци која има работено со изборната кампања на Доналд Трамп, како и кампањата за Брекзит, во еден од најголемите упади во податоците на Facebook, собрала податоци за милиони американски гласачи и ги искористила за да создаде софтвер кој предвидува и влијае врз гласањето за време на избори, објави Guardian врз основа на истрагата која траела една година. Ова откритие, додава весникот, покренува нови прашања за улогата на Facebook во очи претседателските избори во САД. Ова сознание е откриено само неколку недели откако специјалниот истражувач Роберт Милер, обидувајќи се да го открие постоењето на така наречената руска врска, обвини 13 руски граѓани дека го користеле Facebook за информативна војна против САД. Повеќе од 6000 луѓе утрово ја напуштиле источна Гута на контролните пунктови на хуманитарниот коридор и во камповите, каде се сместени локалните жители. Центарот за помирување организирал делење храна, вода и ќебиња и поставил неколку мобилни кујни и медицински пунктови, додаде Золотухин. Представници на Центарот за помирување соопштија дека за време на хуманитарните паузи Источна Гура ја напуштиле повеќе од 73.000 луѓе, а групите Файлак Ар Рахман и Ахрар Ар Шам се согласиле да ги повлечат своите борци од енклавата. Светскиот познат циркус Циркуе ди Солеил повторно се соочи со голема трагедија за време на настапот во Тампа Беј на Флорида. 38-годишниот Јан Арнаут им подлегна на повредите откако падна од височина од 5 метри при изведување на неговиот циклон потфат во точката Волта, откако не успеал да ја дофати жицата. Овој искусен акробат, овој потфат го презентираше на неговиот Инстаграм профил дента пред фаталниот пат. Илјадници луѓе во руралната западна област Викторија во Јужна Австралија се повикани на евакуација поради пожарите што ги зафатиле шумите и се протегаат на 25 километри широчина, а кои во неделата утрото се проширија кон градовите во крајбрежјето. Предупредувањето за евакуација е емитувано во 40 града поради силниот ветер и топлината што ги туркаат пожарите кон руралните области. Денес имавме претежно облачно време со врнежи од дожд. Околу пладне во североисточните и источните делови имаше појава на краткотраен пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 2 до 7, а дневните од 11 до 15 целзиусови степени. И утре ќе имаме променливо облачно и ветровито време со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Утре попладне наместа врнежите ќе бидат пообилни. Утринските температури ќе се движат од 1 до 5, а дневните од 9 до 13 степени целзиусови. Толку од денешното издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.